Мислам дека секој кадар ново студио имаме, да не се изненадите до крај, може и од пред телевизија ќе се појавиме, но како и да е, сакаме да ни биде и нам и вам динамично и затоа сме како што сме. Да, точно. Сега рековме дека ќе споделиме некоја интересна информација, што имаш за денес одвоено? Да. Онаа дилема која што многумина сега си ја запрашува, дали летово воопшто ќе се случи одмор, дали ќе може да одиме на плажа, ако одиме дали тоа ќе биде земете си бројче за да се искапете во море или во езеро или река, она шега која што нели излезе на социјалните медиуми, но еве има некоја интересна информација, односно мислење на стручни лица, професорки од Грција, кој што изјави дека оваа година е исто толку безбедно да се легне на песок, колку што беше лани и претходната година, но и пред 10 години. Ова го изјави професорката по морска биологија, односно морска микробиологија, искрено не знаев дека има и ваква катедра, на Универзитетот Ејџијан, а професорката има малку чудно и тешко име, но ќе се обидам да не го сгрешам. Адамантија Евстратију. Добро, супер. Одлично. Додека пак професорката од катедрата за океанографија и морска бионаука, и ова исто не го знаев, од истиот универзитет Рања Дзораки, истакнува дека дури и на плажа потребно е да се држи неопходното растојание. Двете професорки за радиото на грчката новинска агенција Практорио FM говорат за COVID-19 и веројатноста некој да се зарази додека е на плажа или во море. Е сега за пливањето. За пливањето во море, професорката Евстатиу објаснува дека важи истото она што важи за било кој друг простор. Но додава дека треба да се разгледа случајот што доколку некој е заразен, кашла, а се наоѓа на растојание помало од 1,5 метар, тоа треба да се има во предвид. Сепак истакнува дека од морската вода нема да го имаме коронавирусот и да се разболиме. Тоа значи дека море може само да лечи. Море е здравје, како што постојано го зборуваме тоа. Меѓу другото, реално и кога се плива, па мислам дека никој не оди еден до друг блиску. А воедно кога пливаш во морска вода, буквално не знаеме, сведоци сме биле, че синусите се чистат, буквално целото тело, убаво реагира морето на нашето тело. Ако не земете се нуркачка опрема, па може и да ги подисплашите окригната, па ќе се тргнат на повеќе од метар и пол. Или знаеш како може да пливаш, ама како да не знаеш, нели? Тоа да прска и сите ќе бега. Избегат. Ама реално и кога сме на плажа се сеќаваш и ти сам дека сакаш секој сака свој простор и се трга од останатите, сакаш да си на раат. Апсолутно. Вчера ви ја најавивме убавата вест, моментот кој што се случи кај нас, многу од луѓето го споделија, атрактивно е на сите социјални мрежи и во медиумите. И затоа денеска навремено ја имаме Кате, односно Катерина, мајката на Јована, која што ја донираше својата коса за дечињата на болни од рак, леукемија и така натаму. И повеќе за ова ќе ни кажат и самите, ќе си поразговараме, мислам дека веќе ги имаме, ги слушнавме барем до сега. Кате чеки малку треба да почекаме, добро најавивме дека нели со само 10 години ја донираше својата коса и воедно е вистински пример за сите ученици, а воедно не само и за ученици, туку и за сите нас возрастните. Апсолутно. И баш ме интересира кои се оние процедури, на некој начин кажани процедури за кој, како и на кој начин може да донира. Мислиш дека не може секој да го прави тоа? Не може секој. Тоа сум сигурен, не може секој, има одредени критериуми кои што треба да се исполнат. Меѓу другото, знам дека косата не треба да биде сосема природна, не треба да имате било каков третман, треба да биде негувана, не треба подолг период веројатно да биде шишана, кратена, а веројатно тоа има врска со самиот квалитет на влакната. И на оваа тема требаше и фризер денеска да побарам. Ете, сега се сетив. Може и утре. Мислам дека веќе ги имаме на линија. Дали е се во ред, дечки? Само малку да почекаме да се воспостави контактот. Сега е веќе во ред? Дали е се во ред? Да или не? Да. Мислам дека го слушам гази дека рече да. Може да ги вклучиме. Еве ги. Добар ден. Здраво. Здраво. Како сте? Добри, супер. Ни се допаѓа што гледаме насмевки од другата страна и морам да признам дека таа енергија веднаш ни ја пренесовте. Баш убаво. Како да сме договорени со студијата. Дали ова Јована ми личи на Јована?
Да, Јована, како си? добро. Колку години има Јована? 11. Веќе 11, да се поправиме, да. Кажи ми, какви беа реакциите од твоите другарчиња кога дознаа за овој убав гест? Па, кога дозна, сите беа сите мислеа дека сакам да имам долга коса и никој не знаеше дека ќе ја донирам. И од кога ја бев на шишање, кога исчев косата, сите беа браво Јована, направи одлично дело. И Кажи ми, дали на почеток ти беше жал што ќе ја шишаш косата? не ми беше. Ти веќе беше одлучена дека ќе ја скратиш и таа коса ќе ја подариш, така? Да. Колку време ја пушташе таа коса и како оди целата таа процедура, бидејќи со Тино додека веќе чекавме да се вклучите, баш разговаравме и на таа тема, сигурно дека не требало да се суши со фен, треба да се внимава, да биде негувана. Како оди сето тоа? Еве, може и мама да објасни, а можеш и ти, како сакате. Да, па добро, траеше подлог временски период, сепак година и пол ја раставме косата и во тој период ја обидував Јована неколку пати да се ишиша. На таа си остана доследна на својата желба и сватив дека е сериозна. Така да се обидовме цело време да многу да внимаваме на квалитетот на косата. Потребно беше да постигнеме 30 сантими на пуштена коса, косата да не е воопшто избелувана, фарбана, значи да е комплетно природна, да е убаво влакното заштитено и се потрудивме да користиме убави шампони и цело време да ја негуваме косата, цела година и пол и тоа и го постигнавме. Значи, предходно имавте одредени насоки кои што требаше да ги испочитувате и да помине тој период за на крај нели да може да се скрати и да се донира, така? Да, од кога јас сватив дека Јована е навистина сериозна во својата намера, почнав да истражувам и да видам каде може да донираме косата. И секако дека ќе има одредени услови за тоа. И кога дојдов до моментот да стапам во контакт со холандската организација, тие испратија конкретно точни насоки која коса ја прифаќаат за донирање, затоа што им се потребни околу 4 до 5 убави плетенки за да направат една перика за едно детенце. Тоа е навистина многу. А Јована, како разбра за сето ова? Како дојде до идеја да го направиш овој убав гест? Па, секогаш кога одев на фризер за шишање, гледав само колку многу коса се фрла, има некои дечиња кои што немаат коса и оттаму тоа ме поттикна за да ја донирам косата. Да ти кажам, и многу убаво ти стои вака пократка коса. Фала. Ти и со долга и со кратка си убава. Предпоставувам дека можеби на многумина не им текнало дека вакво нешто постои. Обично кога нешто не гледате секојдневно, не ви доаѓа памет во таа насока. Сигурно има и други луѓе и возрастни и деца кои што би можеле да го направат истото. Па кате накратко, која е процедурата, на кој начин кого да го контактираат, каде да се обратат, да речеме доколку имаат потреба, односно сакаат да го направат овој убав гест? Значи, може да одите преку Сдруженијето за еден сложувалка од Гевгелија. Они се исто така посредници во целиот овој процес, може нив да им се обратат, а може и директно да се обратат на холандската организација. За еден сложувалка одговара веднаш и ќе одговори на месенџер, на Facebook може да напишете и ќе ви даде точни упатства, дури како да напишете адресата, на кој дел од пликот, кои потребни податоци да ги оставите и ќе ви даде и имейл адреса од самото здружение за да може да ви после да ги контактирате. Ние ве сега очекуваме во наредниот период и потврда дека плетенката нели е стигната. Така да овие посредници во целиот тој процес, а може и директно да се обратат на здруженијето во Холандија. Може и возрастни, не мора само деца, кои што нели имаат убава негувана коса, која што не е фарбана, избелувана, секој кој што сака може да донира коса која што е били квалитетна и сочувана. Тоа ми беше прашањето Со всушност. самиот факт дека се потребни 4 до 5 плетенки за една перика, значи потребно е секој кој што сака и може да го направи тоа. Навистина. Мислам дека вие ќе го поттикнете тој момент кај нас, еден убав предизвик
и веруваме дека ќе има и други луѓе. Ме интересира каква беше реакцијата на оние кои што ги знаете, на роднини, на пријатели и на родителите, ама и на децата. Еве, децата ќе ни каже Јована, како другарчињата изреагираа кога им ја покажа фотографијата и промената која што ја направи, а Кате па ти ќе ни кажеш за мајките, родителите, роднините. Интересен е моментот што Јована ја видела на Zoom, на часовите онлайн, пошто дали сега немаат можност да се гледаат во живо. И еве Јована ќе каже какви биле реакции. Па сите не им се веруваше дека сум ја ишишала косата и кога им кажав дека ја донирав, сите беа многу возбудени, беа среќни. Мајките исто така беа воодушевени, и пријатели, блиски пријатели и оние кои што не ги познаваме, добивав многу бројни пораки во инбокс. Така да јас сум воодушевена колку луѓето го поздравија овој гест, искрено не очекував. Не очекував толкова голема реакција и поради тоа во моментот кога ќе добиеме потврда дека ни е стигната плетенката, ние повторно на женски магазин ќе објавиме и ќе напишеме конкретно и детали за сите што сакаат да донираат, каде директно да се обратат. Дали веќе се Затоа што не очекувавме волкава голема позитивна реакција и затоа мислам дека потребна и уште еднаш да им кажеме на сите точно каде можат, кој сака нели да донира коса, каде да се обрати. Дали може би се размислува за повторно да се направи оваа работа или овој зафат? И па еве Јована и мене ме потикна, пошто и мојата коса не е до сега фарбана, избелувана, сега пред некој ден ми рече, па мама можеш и ти тоа да го направиш. Браво! И мама сега дали размислува или веќе се одлучи? Па еве готово, идејата е прифатена. Браво, браво. Јас се надевам дека навистина ќе го потикнете и ќе го зголемите нивото на размислување токму на оваа тема и дека многумина од нас ќе се одлучат за еден ваков убав гест. Да, и ние се надеваме на истото. Што прават мајка и ќерка по дома во време на ваква ситуација, кога многу време треба да... Кога обично остатокот од времето додека не сте на работа, буквално го поминувате по дома. Која готви, која чисти, кој на кого слуша, како функционирате? Па си направивме еден ред дома, се организиравме, така да секој е заслужен за по нешто. Тука е тато кој што не мотивира да вежбаме сите. Јас и Јована сакаме да готвиме, така да доста правиме скоро секој ден по нешто сладко по дома. Браво. Тука се и онлайн часовите секој ден и учењето нормално. И Јована има брат кој што е помалик, на кој што исто мора да му се обрне внимание и да си поиграат заедно, така да денот ни е поприлично исполнет. Да. А дали вака помалку ти е жал што не си во училишните клупи со другарчињата или пак сето тоа се надополнува преку онлайн наставата? Па се надополнува, ама сепак дружбата фали, да се искочи, тие некои работи фалат. Да. Што прво ќе направиш или сакаш да направиш кога ќе кажат дека, ако кажат така, дека од утре ќе може да се гледате почесто со другарчињата? Што сакаш прво да направиш? Па сакам искрено да искочам со моите другари, со моите другарчиња и да идеме на прошетка, да се прошетаме некаде, да се видиме пак. А каде обично шетате со другарчињата? Па пред зграда, во парк? Пред зграда, во школски двор. Меѓутоа не ни кажа во кој училиште учиш, да ги поздравиме и нели наставничките. Во Јохан Песталоци. Во мојата школа. А, вие се изнајдовте по линија. Браво. Тоа е најубавата школа. Па сега, нели, да. Има голем двор, убав двор, нели. Игравме, ние кога бевме деца, игравме и кошарка тука во училишниот двор, но добро. Кате, како се справуваш со целата оваа ситуација? Дали може би е понапорно реално со оглед на сите обврски работни и дома потоа приватни или веќе се навикна на новото темпо? Па влегавме во колосек, се навикнавме, на почетокот беше стварно понапорно, затоа што требаше нели да се учи, да се совлада одреден материјал и сите работни обврски дома и ние работевме од дома.
но човек се навикнува на се навикнавме. Јас оваа недела сум веќе и вратена на работа. Така да они се навикнаа веќе да функционираат сами по дома. Се надеваме дека ова набрзо ќе заврши и дека барем децата ќе може да се дружат. Да, ако ништо друго. Од аспект на родител, навистина е тешко во оваа ситуација на малите дечиња да им објасните дека мора да внимаваат, да се дезинфицираат рачињата постојано, да внимаваат каде фаќаат, што фаќаат. Поможеш да ни ја доловиш и онаа родителска страна малку? Значи, веќе за толку се навикнаа да и Јована е голема, али брат и Михаел знае и веќе кога излезе од врата, не палам светло, не пипкам лифт, значи знае дека не треба ништо да допира и само прашува кога е дозволено за излегување. Што кажа министерот вика денес? Кога може да се излезе? Мислиш ли дека ова ќе има последици? Еве кај децата конкретно, дека ќе им направи некои нови навики кои што можеби понатаму ќе влијаат малку поинаку од она што би требало. Вака претпоставам дека дискутирате со родители, со останатите. Да, искрено, кај помалите деца градинката многу фали, многу недостасува. Затоа што тие навики што им ги ствараат таму и тие дружења ние дома не може да ги надополниме. Од друга страна, кај Јована е малце поинаку, пошто сите моменти кои што ги дозволува денешната технологија им олеснуваат барем нели да се видат на Вибер, на камера, да имаат Zoom часови, колку толку некако држат комуникација цел овој период. Али фали она дружба што имаат во школа, она излегување во школски двор, оној однос наставник и дете, така да јас се надевам дека ќе се вратиме во нормала поскоро и дека ќе може понормално да функционираме. Уште сакав да прашам, не сме искомуницирали никогаш до сега во однос на онлайн наставата. Како е да се биде на училиште од дома? Како изгледа тоа? Дали се учи исто? Дали наставниците се подобри сега? Дали даваат полесни задачи, можеби за дома? Па, има апликација кои што ни даваат по секој предмет што треба да учиме, имаме и квизови, но во принцип ни даваат малце повеќе, зашто кога сме на училиште ни даваат домашни, а се работиме на училиште, а вака кога од дома се чини дека даваат повеќе. И до другиот ден да се согледа лекцијата и плюс да се напише. Морам да ги пофалам сите наставнички и целиот персонал од Песталоци, многу се посветени цело време. Значи, онлайн наставата е одлична целиот период и сега бара малце повеќе труд дома, ама тоа е нормално. Да, па добро, сега нема толку многу голема уврска и подобро, нели, вниманието да биде насочено на некоја занимација, да имаат нешто да читаат, да учат постојано. Не ни кажа кој ти е умилен предмет? Мене? Па, ликовно ми е и музичко, тие два мисла. Јована свири на пијано. Да. Браво! Колку време? Одиш во нижото музичко училиште или каде ги имаш? Да, во музичко училиште во Луи. Во Луи, браво. Да не случајно имаш пијано во оваа соба каде што сега се наоѓаш? Па не, во оваа соба не. Во фаза сме на купување. Одма ќе ти речевме да ни отсвириш нешто, ама тоа веројатно во следната прилика ќе може да го направиме. Не, ќе дојде во студио од септември, па ќе свири тука, зошто да не? Уште пугало. Да. Морам да ви кажам дека малку беше разочарана што нема да ви дојде во студио, што морава да го направиме вака онлайн. Али еве имаме нова прилика и наред кога веќе ќе може да ви биде гостин и да отсвири нешто. Таман за 4-5 месеци ќе порасне косата и тогаш може да се пресече кај нас во студио и тоа да иде во живо и да го види цела Македонија. Може и така? Може. Ви благодариме многу за времето. Чувајте се и да се видиме што поскоро и во живо и веруваме дека овој убав гест кој што го направи Јована навистина ќе биде примери за останатите деца и за возрастните. Да, ви благодариме многу што одвоивте време и ве чекаме во студио. Тоа ви го ветуваме. Ете, може така. Ви благодариме и на вас. Поздрав дома и чуете се. Вака ќе ве гушнеме онлайн, ние така ги гушкаме гостите. Се гледаме. Имате и друштво. Браво, здраво. Поздрав. Поздрав, чао. Довидување. Да не заборавиме дека имаме реклами. Може да одиме со реклами. Ново екран, Режија. тука режија ве молам пуштете Реклами. абракадабра реклами. Јас можам да се вртам, ти не можеш, Сврти и се. можам вака.